Македонија континуирано го губи младото население, а последиците од демографскиот пат веќе се чувствуваат и во образованието. За само 10 години бројот на средношколци од над 20.000 е намален на околу 14.000. Се помалиот број на првачиња ќе се одрази и врз средното и врз високото образование. На најстариот универзитет во Македонија, Свети Кирил и Методи, во последните години годишно се запишуваат околу 5 до 6.000 студенти. Во првиот уписен рок годинава се запишале околу 4.700, а се очекува бројката да надмине 5.000, меѓу другото и поради странските студенти. Но, според ректорката на УК Ангелова, без системски мерки, тешко ќе се запре континуираното намалување на нивните студенти и академски граѓани. Сметам дека е алармантна појава и дека мора да се превземаат системски мерки, да се задржат пред се младите луѓе во земјава, да се креираат мерки со кои што ќе им се обезбеди сигурност, вработување, со цел да имаме што повеќе млади луѓе и со цел истите да останат во земјава за да може перманентно оваа појава во континуитет во иднина да почне да се менуваат составите и да се зголемува бројот на млади луѓе. И додека државата бара начин како да ги задржи младите во земјава, во Струга учениците се соочуваат со проблем кој директно ги засега. Од 1 септември ќе останат без организиран превоз до училиштата. Превозниците втор ден бойкотираат, бараат исплата на заостанатите долгови, но и повисока цена на билетите. Долгот од 60.000 евра, направен во време на Рамис Мерко, ќе се исплати до крајот на годинава, уверува актуелниот струшки градоначалник. Нормално се чека на Советот да се помине и таа покачување на цената, но можам да ги уверувам сите возачи, транспортери дека сите долгови и назад пред 2-3 години што останале од другата власт ќе се исплатат, но нормално треба да се чека мало да имаме, да добиеме на време, затоа што се многу, не се само тие долгови, се и други долгови. Свесни дека најмногу ќе трпат учениците, превозниците сепак не отстапуваат, бараат целосна исплата на долговите и повисока цена на билетите.